Почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за камења во бубрек, односно уролитијаза. Мој гостин и соговорник во денешното издание на емисијата е доцент доктор Ивица Стојановски, хирург-уролог во Градската општа болница 8 септември. Доктор Стојановски, добар ден. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Добар ден, Александар. Најпрво благодарност за поканата и поздрав до сите гледачи на Сител телевизија. Одбравме тема со која многу често се среќавате, предпоставувам, во вашата специјалност. Се поголем број на граѓани се соочуваат со ваков здравствен проблем, односно си имаат мака поради каменчиња во бубрезите. Што покажува статистиката, односно инциденцата? Колку е застапено кај нас ова заболување, но и во светски рамки? Точно така, уролитијазата е една од најчестите патолошки ентитети со кои што ние се среќаваме во нашата пракса. Голем е бројот на пациентите кои што доаѓаат во нашите амбуланти точно поради камења во бубрек, камења во уретер или во мочен меур. Уролитијазата е болест која што во последните неколку декади значително се зголеми во однос на процентуалната застапеност. Ако порано пред 30-40 години процентот бил помал, сега процентот е значително поголем. Пред се како резултат на промената на животните навики на луѓето, а под влијание на навиките во западните земји. Процентот на уролитијазата варира во зависност од географската положба. Во поразвиените земји истата е почеста, така да во Северна Америка процентот на појава на уролитијаза се движи од 10 до 20%, додека во Европа тој процент е отприлика од 1 до 10%. Тука можем да кажам дека и ние не се издвојуваме од тој процентуален однос во однос на европските држави и кај нас во Македонија уролитијазата се јавува во процент од 3 до 5%, што значи дека во текот на годината ќе би се јавиле 10% нови пациенти како ново диагностицирани. Сепак уролитијазата е многу битна заради тоа што може да предизвика многу големи последици по здравјето на пациентите. Некогаш истата поминува со спонтано исфрлање на камчето, меѓутоа во нашата пракса има многу тешки случаи кои што во одредени ситуации може да го загрозат и животот на пациентот. Да, ако станува збор за поголеми камчиња, ќе проговориме и за овие состојби во текот на емисијата. Споменавте дека зголемениот број се должи на промена на животниот стил, меѓутоа кои останати ризик фактори донесуваат за се почесто да се диагностицира ова состојба кај се поголем број на пациенти? Иако кај народот е многу популарно дека водата е една од најглавните причини, треба да кажеме дека водата не е една од најглавните причини во однос на појава на уролитијазата. Значи, како ризик фактори можеме да ги зброиме полот. Установено е дека мажите имаат 2 до 3 пати поголема инциденца на уролитијаза за разлика од жените. Меѓутоа, овој процент помеѓу мажите и жените, кога жените ќе влезат во менопауза со намалувањето на естрогените хормони, веќе се изедначува. Многу битен ризик фактор е географската положба каде што живеат луѓето, односно климатските фактори во кои што тие живеат. Така да се знае дека луѓето кои што живеат во места кои што има суви клими, каде што времето е потопло, има значително поголема инциденца на уролитијаза. Пред се, поради тоа што во овие предели испарувањето на водата преку телото, односно перспирацијата е значително поголема, а тоа допринесува до зголемување на концентрацијата на солите од кои што се создаваат камењата во самата урина и на тој начин се зголемува инциденцата на таа уролитијаза. Истото важи и за луѓето кои што работат во средини каде што има повисоки температури, како што се куварите, луѓето кои што работат во леарници, поради истата причина имаат зголемена инциденца на самата калкулозна болест на бубрезите.
Како ризик фактор тука треба да ги спомениме и обезноста, која што е поприлично актуелна во денешно време. Со епидемиски размери. Со епидемиски размери, точно, и луѓето кои што имаат диабет. Пред се кај овие луѓе имаме зголемено излачување на оксалати, кои што се пак причина за формирање на тие калциум оксалатни камења. Така да диабетот значи не влијае и обезноста само на другите органи, туку влијае и врз однос на создавањето на камењата како додатен фактор кој што ги комплицира работите. Исто така треба тука да се споменат и начинот на исхраната, оно што го спомнавме. Значи луѓето кои што внесуваат помалку вода, а луѓето кои што внесуваат повеќе протеинска исхрана и неизбалансирана јаглехидратна исхрана, исто така се изложени на поголема можност со создавање на камењата. И на крајот доаѓа она со водата, дека точно водата влијае, меѓутоа не е главната причина во однос на создавањето на камењата. Значи затоа ние препорачуваме зголемен внес на вода со цел да се намали да се зголеми растворливоста на тие соли кои што ги создаваат камењата од една страна и да има добра хидрираност со цел да нема наталожување на тие честички од кои што се создаваат самите камења. Може ли механизмот да го објасните понародски како се создаваат камењата и колку време е потребно доколку ги земеме во предвид сите останати ризик фактори кои ги споменавте за да се создаде едно каменче во уринарниот тракт? Значи како што можевме да забележиме кога ќе ги земеме во предвид ризик факторите, создавањето на камењата главно зависи од ендогени фактори внатре во организмот. И тука треба да напоменеме дека различните типови на камења имаат различен начин, односно различен механизам за создавање. Најчести типови на камења се калциум оксалатните камења, како во светот, така и во Македонија. Кој е механизмот? Значи, главниот механизам во создавањето е зголемената сатурација на урината со солите од овие кои што ги создаваат камењата, односно зголемената концентрација на калциум и оксалати во самата урина. Како резултат на таа зголемена концентрација, додека урината богата со калциум и оксалати се движи низ нефроните на бубрегот, како резултат на зголемената концентрација тие се таложат, односно викаме преципитираат. Така. Откако тие ќе се исталожат, во тој случај почнуваат да се поврзуваат помеѓу себе кристалите на тие соли и почнуваат да агрегираат, односно да станува агрегација. Со тек на времето, таа агрегација се зголемува и почнува да се создава мало камче кое што се јавува во бубрегот. Како дополнителен ризик фактор кој што може да ја забрза овој процес на создавање на камењата е доколку пак сега има одредена обструкција во истекувањето на урината, кој што доведува да се зголеми време траењето на истекување на урината од нефронот. Кога ќе се поврзат овие два фактори, значи се настанува многу полесно настануваат самите камчиња. Значи главната причина е таа хиперконцентрираност на самите соли и нивната преципитација и агрегација во создавањето на камењата. Тука самиот пациент може да се помогне со внесување на поголемо количество на течности и доколку се внеси тоа поголемо количество на течности. Колку советувате веќе кога сме кај течностите дневно да се пијат пред се вода и останати? Тоа е индивидуално. Безалкохолни. Тоа е индивидуално. Меѓутоа, особено во летни период, испод 2-2,5 литри течност не треба да биде никој пациент, а особено оние кои што имаат епизода на калкулоза, односно кои што знаат дека создаваат камења. Веќе се соочиле. Да ги слушаме прашањата и од нашите гледачи и ќе продолжиме околу останатата класификација, односно поделба на каменчињата во уринарниот тракт. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма. Поздрав до докторот Ивица од Панче и од сопругата. Така. Многу добар доктор. Го има оперисано од простата. Пред 9 години. Многу сме задоволни од докторот. И он сега во последно време многу мокри. Има мозочен удар. Има 5 стенда на него.
раката и ногата му се оштетени, а пие, доктор Ивица му препиша да пие ги тани таблетите за да не мокри толку. Секој пола сат навечер он станува и многу мокри. Тоа не интересира. Да, ќе добиете одговор. Да, ви благодарам за јавувањето, господјо, секое добро и вам и на вашиот сопруг. Да, но во меѓувреме настанале и други компликации. Да, значи и покрај тоа што ова прашање не е поврзано со темата, значи можеме да кажеме дека честотата на мокрење во овој случај е поврзана со мозочниот удар, заради тоа што настанува кај луѓето кои што имаат мозочен удар, настанува една хиперреактивност на бешиката, која што хиперреактивност на бешиката го тера повеќе да мокри. Значи пациентот ќе се јави преку мој термин на лекар со цел да му бидат препишани и одредени други лекарства кои што ќе подсмира таа состојба која што затоа што поминало подолго време, 9 години од третманот на простатата. Доколку имаме следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма сте. Се јавувам, имам проблеми со бубрезите, имам хронична бубрежна инсуфиценција, 4 пати имав камења на бубрезите, 4 пати ги кршев, еднаш во Ниш, 3 пати во Скопје. И сега со еден бубрек функцијата е воопшто исклучена, бидејќи при кршењето на камењата, а самиот паренхим е оштетен, и сега сум само на еден бубрек. Другиот бубрек, десниот, не функционира. Ама стално правам некои инфекции уринарни. Со милион во една микробиолошката анализа, со милион бактерии. И сега, јас стално взимам некоја антибиотика терапија према уринокултурата, али во последно време стално имам некои болови во бешиката и многу често мокрам и малку мокрам. Што е работата? Да, јас сум ќе ја прокоментира доктор Стојановски вашата состојба, ќе добиете насоки и препораки ако треба дополнителни исследувања или дополнителни прегледи. Секое добро, господјо? Значи, очигледно дека кај пациентката станува збор за покомплициран случај, односно билатерална калкулоза на бубрезите, која што е веќе во хронична бубрежна инсуфициенција. Значи, најверојатно, откажувањето на бубрегот не е заради кршењето на каменот, туку заради влијанието на каменот врз самиот бубрег. Во случајот, сега јас не знам колкави биле тие бубрези, многу неблагодарно е да се кажува на телевизија и преку телефон во однос на состојбата на пациентката. Меѓутоа, она што таја го потенцира е за често мокрење и болки во бешиката. Значи, камењата, доколку станува збор особено за инфективни камења, за кои што ќе продискутираме во продолжение, значи создаваат ендотоксини, односно дешаржираат ендотоксини од бактериите кои што се внатре во самиот камен, кои што се причина за кај пациентката да не може да се исчисти, односно ерадицира таја инфекција. И доста чести инфекции. Значи, пациентката од друга страна има само еден бубрек и е со хронична бубрежна инсуфициенција кој што се надоврзува на целокупната состојба. Мојата препорака е само да ја следи состојбава на нефролог и на уролог, на матичниот уролог кај кој што била, и да ги слуша препораките на тие лекари кои што оди. Да се облажат тие болки пред се со симптоматска терапија. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до вас во студиото. Сакам да го прашам докторот вака. 40 години носам камен во бубрек, кој сигурно е пораснат многу, уште од средна школа го носам. Кога беше уште тогаш на преглед беше голем, во чашката е ставен. Сакам да прашам и често имам, кога идам на преглед за мокраче, често имам милион бактерии. Немам некој проблем, се научив да живеам со каменот.
само се плашам да не расте тој, да не ми го расшири бубрегот, затоа што беше уште тогаш голем, се чудеа докторите. Мене ми е дали каменот уште повеќе ќе расте, пошто е веќе 30 години имам благи болки со кои навикнав да живеам со нив. Дали е опасно... Или ќе имате компликации, некој не дај Боже, тоа ви е прашањето. Да, немам сега компликации, меѓутоа, ете, понатака, пошто ви велам 40 години го носам. Дали треба да преземете нешто? Ќе добиете одговори, коментар за вашата состојба и за се тоа што сте го поминали изминатите години. Слушајте ги советите и препораките од доктор Стојановски. Значи, кај пациентката калкулозата е од пред 40 години, предпоставувам уште во средношколска денови, што значи дека станува збор за метаболичко заболување во организмот, кој што се манифестира со создавање на камен. Во однос на големината, значи, ние не знаеме колку е голем тој камен, предпоставувам дека е голем, меѓутоа многу ни е битна димензиите на каменот и волуменот на каменот за ние да одлучиме како и што понатаму ќе треба да се третира. Значи, во одредени ситуации, доколку тој е во чашка и доколку станува збор за комплициран случај, значи може пациентката веќе немала проблем 40 години и понатаму да се прати, меѓутоа доколку лекарите врз база на испитувањата кои што ќе се направат одлучат дека тој треба да се третира, тогаш тој камен кај пациентката треба да се третира. А во однос на инфекцијата која што има, кажавме претходно, пациентите кои што имаат камења заради тие бактерии кои што се на каменот имаат често позитивни уринокултури, кои што некогаш не може да се излечат ни со антибиотска терапија и тогаш препорачуваме, доколку има компликации од тие инфекции, да се третира каменот со цел да се редуцираат инфекциите. Ќе вклучиме уште еден гледач пред да продолжиме околу третманот, класификацијата и симптомите пред се. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Јас се јавувам, поздрав доктор Ивица, јас сум негов пациент. Пред неколку години ми е направена операција од канцер на пешиката, значи со стомасум. Можам му кажам, многу му фала. И за му се пототат раците, што фактички може да ih. Сега сум добар, овде е Кимовски Бранко, идам си редовно на контрола. Само многу поздрав. Поздрав и до вас, да, и продолжете и понатаму редовно да одите на контрола и секое добро, господине, и вам. Да, убаво е вака, која ќе има задоволни пациенти пред се. Тоа е да поттик и за вас, лекарите, но пред се охрабрување за останатите пациенти, дека навистина има добри доктори. Да, се вратиме на класификацијата. Споменавте и инфективен камен. Какви се останати камења постојат, односно видови? Најчестиот камен, Александар, се калциумоксалатните камења, значи на кои што отпаѓаат околу 80% од бројот на камењата со кои што ние се среќаваме во нашата пракса. Потоа исто се втори по честота се тие инфективни камења, кои што настануваат како резултат на чести инфекции со проктобактерии, пред се Proteus mirabilis, кои што од друга страна ја алкализираат самата урина и во алкална урина се создаваат тие инфективни камења. Што е карактеристично за овие инфективни камења? Како што можевме да забележиме и од јавувањата на пациентите, тие имаат чести инфекции, кои што чести инфекции не може да се редуцираат ниту со антибиотици, кога ние предлагаме, со цел да не дојде до уништување на самиот бубрек, да се направи интервенција, хируршка интервенција со кој што ќе се искрши каменот. Меѓутоа, карактеристика друга за овие камења е што тие се исклучително големи, викаме коралиформни калкули, и нивниот третман е исто така посложен за разлика од третманот на другите камења, заради тоа што во текот на третманот се дешаржираат, односно излекуваат тие ентотоксини и бактерии кои што од друга страна може да направат, да го доведат пациентот до една септична состојба. Затоа треба да се биде предпазлив во однос на третирањето на овие камења,
Тие дефинитивно треба да се третираат, секоја коралиформна калкулоза треба да се третира со цел да не дојде до уништување на бубрегот, а меѓутоа пациентите треба да бидат добро спремени и информирани за целокупната состојба. Симптомите дали зависат од големината на каменот или и од видот на каменот, и обично болката е секогаш најкарактеристичен симптом, што останато друго можеби да ни укаже дека имаме или се соочуваме со каменчиња во уринарниот тракт? Да, болката е првиот симптом кој што се јавува кај пациентите и всушност пациентите преку болката првпат дознаваат дека имаат камен. Значи, освен болката, може да се јави и хематурија, која што настанува како резултат на спуштање на камчето низ самиот уретер. При тоа треба да напоменеме дека точно има различна големина. Некојаш и малите камчиња може да предизвикаат јака болка, а некојаш и големите камења не мора да предизвикаат болка. Она што ние често го спомнуваме во текот на нашата пракса е кога знаеме дека пациентот има камен, да речеме во уретер, а тој нема болка. Значи, тоа е една полоша состојба заради тоа што тој нема болка, не се јавува на лекар, а од друга страна доведува до хронична обструкција на самиот бубрек, а со тој на тој начин и до постепено негово откажување. Затоа пациентите кои што имаат камења треба да одат на редовни прегледи на уролог со цел да се види состојбата на нивните бубреси. Како диагностицирате уролитијаза, односно како знаете колкава големина има каменчето? Па, кога еден пациент прв пат ќе дојде во амбуланта, пред се најбитната работа што треба да се земе добра анамнеза за добра диагноза. Значи, врз база на тие, ние викаме клинички симптоми и знаци кои што ги има пациентот, понатаму одлучуваме кои испитување да ги направиме. Едно од најпрвите испитувања е ултрасонографски преглед на ехото на бубрезите, каде што ние ќе ги забележиме првите знаци дали постои камен во бубрегот или пак постои хидронефроза, што е индиректен знак за тоа дека камчето излегло од бубрегот и се движи спрема мочниот меор. Вториот чекор е нативна графија на уринарен тракт, со која што можеме да видиме каде е камчето, доколку истото е радиосензитивно, колкаво е камчето. Меѓутоа, главна метода за диагноза на камчињата е компјутерската томографија. Значи, најпрви може да се направи неконтрастна компјутерска томографија со цел да се види каде е каменот, колкав е неговиот волумен, бидејќи тука веќе имаме тродимenzионална слика, или контрастна урографија кога се припремаме за третман на тој камен. Што значи дека компјутерската томографија е златен стандард во однос на диагнозата на камењата. Сега постојат и други диагностички методи кои што ние ги даваме за понатамошно исследување со цел да се види функцијата на бубрегот, како што се радионуклеини исследувања, особено кај големите камења. Иако подолго време стоеле дали има оштетување. Тоа не е многу битно да видиме дали тој бубрек е функционален или не е функционален, бидејќи не треба да се крши бубрек да се крши камен на нефункционален бубрек. Значи, доколку бубрегот е нефункционален, тогаш се преземаат други методи, најчесто нефректомија со цел да не направи една некроза на самиот бубрек, пионефроза и сепса. Да не се искомплицира состојбата. Кои се начините на третман, доктор Стојановски, кога говориме за каменчиња во уринарниот тракт? Па, кога зборуваме за камења, со фокус на хируршкиот третман. Начинот на третман е првин каде се наоѓа тој камен. Кога зборуваме за целокупниот уринарен систем, доколку каменот е во мочниот меор, најчестиот третман е хируршкиот третман, односно ендоскопско отстранување на тој камен. Доколку камењата се во уретерот, во тој случај постојат две методи со кои што ние ги третираме. Првата метода е екстракорпорална литотрипсија. Тоа е еднодневна метода, еднодневен третман, каде што камењата се кршат надворешно со помош на електромагнетни бранови. Меѓутоа, за да се примени оваа метода, сепак треба да се има компјутерска томографија за да се види тврдината на тој камен. Доколку тие камења се тврди,
ние викаме готово кои имаат густина на компјутер над 1000 Хауnsфелд единици, во тој случај директно одиме на уретеророноскопија и лазерско кршење на самиот камен. Сега кога станува збор за камењата во бубрегот, таму веќе постојат освен екстракорпоралната литотрипсија, кој што повторно е метода доколку се исполнат одредени услови. Да станува збор за камен кој што е мек, односно помалку од 1000 Хауnsфелд единици, и да станува збор за камен кој што е помал од 20 милиметри. Доколку е каменот поголем од 20 милиметри, во тој случај применуваме други две методи, тоа се интраренална хирургија, ретроградна интраренална хирургија или флексибилна уретеророноскопија и перкутана нефролитотрипсија. Тие се две методи со кои што ги третираме поголемите камења. Меѓутоа, доколку каменот е поголем од 3 сантиметри, тогаш ни останува само една метода, тоа е перкутаната нефролитотрипсија. Исто така, многу битно е да се знае и каде се наоѓа каменот во самиот бубрег. Значи, овие работи кои што ги кажав важат за кога каменот се наоѓа во горна или средна група на чашки. Меѓутоа, кога каменот се наоѓа во долната група на чашки, тогаш малку состојбата е покомплексна и важат одредени други правила во однос на донесување на одлука со која метода ќе се користи. Значи, се зависи од местото. Така е, од местото и од големината на каменот, односно ние викаме волуменот на каменот. Доколку е во долна група на чашки, во тој случај екстракорпоралната литотрипсија веќе не е метода која што ние ја избираме, директно одиме на другите две, односно флексибилната уретеророноскопија и перкутаната нефролитотрипсија, заради тоа што кога камчињата ќе се искршат кои што се наоѓаат во долна група на чашки, кога ќе се искршат, потешко излегуваат, односно потешко и се изфрлаат заради гравитацијата која што треба да се борат против гравитацијата во однос на изфрлањето. Потоа од тие мали камчиња повторно агрегираат и повторно се создава камен, односно рецидивантноста е многу поголема кај овие камчиња. Затоа веќе се оди кон кршење на камчето со други методи. Евентуално, доколку тоа е меко и доколку постојат други фаворизирачки услови, тесен, широк инфундибулум, краток инфундибулум, тогаш и коморбидитети кај пациентот, тогаш може да се размисли за екстракорпорална литотрипсија. Така, кога станува збор за големи камења во бубрек, неодамна токму во установата каде работите ГОП 8 септември со помош на професор од Израел, ваш пријател и ментор, направивте за прв пат, изведовте една метода за кршење или хируршки третман на големи камења во бубрек. За каква процедура станува збор? Што направивте и колкав камен, односно според големина, имаше пациентот? Значи, точно пред непол месец во нашата болница гостуваше еден од најеминентните ендуролози во светот. Тоа е професор Марио Софер од Универзитетот во Тел Авив, кој што исто така и визитин професор на Стенфорд Универзитетот во Калифорнија. Значи, она што ние го направивме е промена, односно на методата од позиција на пронација, односно во позиција на супинација. Што значи тоа? Значи, ние ги правевме тие операции кога е пациентот легнат на стомак. Меѓутоа, самата комплексност на водење на анестезија, самата комплексност на операцијата кога пациентот е легнат на стомак во однос на неговите витални функции е потешка за разлика од оваа метода сега ние како што е направивме. Оваа метода е полесна и за пациентот, и за анестезиологот, меѓутоа малку потешка за хирургот кој што е работи, меѓутоа сепак бенефитите се поголеми во однос на работата. Сепак тоа не исклучува дека и другата метода е исклучена. Методата на кога пациентите лежат на стомак се уште си се работи, меѓутоа оваа нова метода
е се позастапена и позастапена во центрите за калкулоза и затоа решивме и ние да обвикнеме еден еминентен ендоуролог со чие што помош ќе ја воведиме таа метода и ја воведовме таа метода. Исто така тука сакам да се заблагодарам за огромната помош на нашиот директор професор Синиша Стојановски, кој што долго време чекавме еден апарат кој што дојде и го набави тој апарат со кој што ние можеме да ја работиме оваа метода. Што значи оваа метода? Значи, перкутаната нефролитотрипсија е метода за кршење на големи камења, каде што ние преку влегуваме преку грбот на некој начин, без да има потреба од отворен оперативен третман внатре во бубрегот и го кршиме каменот и ги вадиме фрагментите од бубрегот. Кршењето на каменот најчесто го изведуваме со ултразвук, меѓутоа доколку ни се потребни, тука имаме и лазерско кршење на камен или пнеуматско кршење на камен. Бенефитот за пациентите е огромен. Значи, ако порано имале рест од 10 сантиметри со цел да се извади ваков камен и да се извади тој камен, потребно е да не само резот, туку и да се пресече и бубрегот, кој што е уште дополнителна ризик фактор. Сега влегуваме низ еден отвор кој што е од прилика 10 милиметри. И преку тој отвор од 10 милиметри ние го вадиме целокупниот камен. Вака може би звучи многу лесно, меѓутоа е многу тешко. Така, колку време ви е потребно за еден хируршки зафат вака за да го извадите или да скршите? Исто индивидуално во зависност од многу фактори. Значи во зависност од комплексноста на случајот, во зависност од анатомијата на самиот бубрек и од анатомијата на самиот пациент. Меѓутоа, од прилика оваа метода зема сат до сат и пол време, доколку се оди како што треба. Меѓутоа ми се случувало и по 2,5 сати, 3 сати да треба да оперираме со цел да извадиме еден огромен камен. Исто така, тука во однос на оваа метода сакам да напоменам дека некогаш и не може да се извади целокупниот камен со еден пристап, затоа значи имаме операции во два стејџа, односно први се вади најголемиот дел од каменот, а потоа со истата метода или со друга метода повторно во одреден период влегуваме со цел да го доисчистиме целиот камен. Значи и тие пристапи постојат, сето во зависност од самиот случај и секој пациент е индивидуален. Секој пациент е, да, и секоја операција ви е различна и индивидуална, да. Меѓутоа, она што е битно за сите интервенции е постоперативниот третман, односно следењето, бидејќи споменавте дека не може некогаш да се скрши целиот камен, остануваат делчиња. Колку е важно следењето после еден ваков хируршки третман? Следењето после хируршкиот третман е важно од две причини. Првин заради хируршкиот третман, а потоа заради тоа што калкулозата е рецидивна болест. Се повторува. Значи се повторува. Така е, значи откако добро ќе се заврши хируршкиот третман, значи постоперативниот тек треба да се види дали постојат одредени фрагменти кои што можеби ќе излезат од самиот бубрек, дали тие фрагменти ќе го обструираат или нема да го обструираат самиот бубрек. Меѓутоа, она што е многу поважно кај пациентите е следењето во однос на создавањето на камењата. Значи, кај пациентите треба да се направи... кои испитувања е конкретно значи, треба да се направи? тука треба да се направи цела сите метаболички испитувања со цел да се види од тоа што е тој камен. Прва и основна работа е тие извадени фрагменти да се испратат на анализа во однос на составот на камењата. Во однос, кога го знаеме составот на камењата, тогаш ја знаеме и причината за нејзиното создавање. Откако ќе знаеме причината за нејзиното создавање, потоа одиме заедно со нефролозите кон метаболички испитувања, исто така за допотврдување на тие причини. Што опфаќа тие метаболички испитувања? Значи, тоа опфаќа следење на пациентот, следење на 24 часовната урина на пациентот при нормална храна,
а потоа исто така следење на 24 часовна урина на пациентот при рестриктивна храна. Односно на пациентот му се кажува да не зема одреден тип на храна во однос на една недела, а потоа да се направи тоа испитување. Врз база на овие две испитувања ние гледаме кои елементи во урината кои што се одговорни за создавањето на каменот се во вишок на некој начин. И откако ќе се видат кои се тие елементи, односно соли во вишок, и откако ќе видиме кој е составот, ние му даваме и одредени препораки за како треба понатаму да продолжи и се закажуваат одредени контроли на одреден временски период, обично на 3 до 6 месеци. За да ја подобро ја следите и состојбата околу создавањето или динамиката на создавањето. Навистина корисни информации, совети, искуства споделивте денеска со нашите гледачи. Ми беше задоволство што бевте дел од Добриот доктор и ви очекувам да бидете повторно со нас во некое наредно издание. Уште еднаш, Александар, благодарам за поканата и мене ми беше задоволство да ги споделам тие информации со пациентите. Ви благодарам уште еднаш, почитувани вам, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. А утре ќе имаме тема од областа на стоматологијата, односно ќе говориме за трауматски повреди на забите. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!